Во Република Македонија моментално се регистрирани 291.001 корисник на пензија. Просечната пензија во земјава изнесува 12.450 денари. Земјите во регионот ги намалуваат пензиите, а во Македонија пак од догодина се предвидува ново зголемување на пензиите од 5%. Од Сојузот на Сдруженија на пензионери на Македонија задоволни од континуираното зголемување на пензиите. И во буџетските досега согледувања што ќе биде за едната година, веќе се предвидува да има 5% зголемување на пензиите, а знаете секаде во нашите окружувања има намалување на пензиите. Веќе знаете Србија ги намали 10, па или уште една више за 10 ќе ги намали пензиите. Кај нас ги зголемуваат пензиите затоа што истопанството веќе е добро оди, но и нашите проекти, посебно од Сојузот и на владата обавезно, кажува дека ова категорија на граѓани досега била погодена, посебно во транзицијата, веќе за време на транзицијата сите пензионери заедно со невработените и со сечеси се најпогодени. Веќе многу од нивните дотогашни бенефиции им беа одземени. Им се одземени летовалишта, домови на пензионери, намалена пензија по 18 и така натаму и така натаму. И овој наш, да кажеме, настојување, наш запад да се дојде до некакво усогласување на тие работи, даде резултати, бидејќи пензиите во последните 6-7 години се многу значително зголемени, дори имате таа најниска пензија зголемена за околу 72%, што е, да кажеме, за 6 години тоа е добар просек. Сега дури со ова што ја спомна веќе просечна пензија 12.450 денари, значи споредба која споредуваме просечна пензија со просечна плата, во овој случај сега значи околу 60%, а некојаш беше паднал до 49%. А 60% е нешто нормално европски проценти и така натаму, значи одиме кон заштита на стандардот на пензионерите. Во месец јули беа донесени одлуки со кои се овозможи и бесплатен железнички превоз за пензионерите во одредени периоди од месецот, а пензионерите кои имаат подпросечна пензија добија и бесплатно болничко лекување.